Bitola, gledano од аспект на староста како град, датира најверојатно од античко време, а тоа го потврдуваат и најновите истражувања на локалитетот Хераклеја, бидејќи се знае дека во античко време уште тука минувал патот Вија Игнација, кој одел преку Ѓавато и Преспата, односно Ресен, кон Охрид и така натаму за западниот дел на Балканот. Базиликите кои се откриени во Хераклеја Линкестис се уникатно дело од ранохристијанскиот период за постојањето на црквата и особено за постојањето на градот Хераклеја Линкестис како седиште епископско, односно седиште на архиереј, владика кој управувал со таа епархија, а се знае мощно добро дека и епископи од Хераклеја Линкестис учествувале и на помесните, како Сардикискиот собор и на Вселенските собори. Тоа е неповиден факт за староста на Битола како христијанско седиште на епископ. Исто така е многу битно да се нагласи дека Битола не го прекинала својот континуитет со текот на времето, таа обстојува и понатаму, а нејзиното обстојување е забележено и во периодот на Јустинијан II, односно во времето на Јустинијан, односно на времето на Јустинијана Прима, како црква во Македонија, а уште подосна е многу битно и тоа дека познато е за постоењето на Битола како центар епископски и во подоцнежно време, особено во времето на владењето на цар Самуил Македонски, имено во тој период, всушност, од оваа епархија, Пелагониската епархија, токму во тие простори на Пелагониската епархија, на Малото езеро во Мала Преспа, уште како што се нарекува и Свети Ахил, затоа што биле пренесени светите мошти на Свети Ахил, кој учествувал на Вселенски собор, од Лариса, именуван уште и како Лариски и Преспански, а подоцна во текот на доаѓањето на тогашната Отоманска империја заради отпорот што го дава Битола, а Битола се именува по зборот обител, а обител значи манастир. Имено зборот манастир Битола го добила поради тоа што имала многу цркви и манастири. Се смета дека во тој период не помалку од 100 на број биле, но заради отпорот што го дава Битола според шеријатското право, сите оние кои давале отпор на Отоманската империја по освојувањето на градовите или населените места, населби, села и така натаму, тие биле задолжително подложени на малтретирање, на плячки, на силувања, на убиства и така натаму, и задолжително биле уривани црквите до темел, а потоа врз темелите на тие стари цркви се граделе џамиите, со тоа што да видат така добро направени и изградени џамиите кои личеле по својот облик, освен минаријата на црквите, како места сакрални што ги паметеле христијаните за наместо во црквите да влегува сега во џамиите, односно свесно или несвесно да ја примаат исламската вера. И подоцна
веќе откако се знае дека некаде околу 100 цркви се урнати на територијата на Битола и изградени се толку џамии врз црквите. Во времето на обновувањето на црквите во Битола и Битолската, односно Пелагониската епархија, а тоа е владењето на Отоманската империја, било дозволувано да се градат цркви со посебна одлука на султанот, но дозволата за градба на цркви подразбирала вкопување на црквите најмалку 1 метро во земјата во однос на џамиите, зашто сметале турците дека не треба да биде изедначено христијанството со исламот и како подчинета религија, вера, секогаш на христијанските цркви да им биде дозволено да се градат со вкопување во земјата. Тој период на управување со Македонија, особено во областите кои давале отпор на Отоманската империја, е направено така со Битола и изградени се во тој период 3 цркви големи, како што Свети Димитри соборна црква во Битола, црквата Света Богородица и црквата Света Недела. А додека други места, како што бил Прилеп, односно Варош, тоа што прифатил крали Марко од тоа време да биде вазал на турската Отоманската империја, затоа таму црквите не биле урнати во Варош и во Плевскиот дел и останале тие споменици од тој период, додека во Битола и Битолско не постои ниту една црква, ниту еден манастир од ранохристијанскиот период, односно од средниот век, освен една единствена црква што не била најверојатно забележена, црквата Света Богородица во селото Велушина. Средината на 19. век е значаен период за градот Битола. Имено во тој период градот Битола станува седиште на Румелијската област, а со тоа постанува и важен воен, административен и трговски центар, така да во него почнале европските сили да отворат своји конзуларни представништва. Особено од султановите реформи од 1830 година до 1836 година овозможиле на христијаните што живеат во овој град да можат и самите да обновуваат или да градат нови храмови, болници, училишта. Така во 1870 година битолскиот еснав заедно со верниот народ ја отпочнал градбата, формирал иницијативен одбор и ја отпочнал градбата на овој храм каде што ние сега стоиме, посветен на рождеството на Пресвета Богородица. Храмот се изградил за релативно кратко време, за само 6 години, и во 1876 година од тогашниот епископ Партениј Кукушки и архимандритот Ананија, а во присуство и на парохискиот свештеник Јован Ибишо, е осветен овој храм, на кое осветување присуствувале голем број на верници, представници од битолскиот градски еснав и друго многу бројно население, така да храмот бил исполнет и со голема радост бил осветен. Овој храм, посветен на рождеството на Пресвета Богородица, со својот тип е храм на трибродна, влегува во типот на храмови во трибродна псевдобазилика. Исто така над тремовите се наоѓаат галерии, додека пак храмот, димензиите на храмот се 29,5 метри е должината, ширината е околу 22 метри, висината на храмот е со се куполата околу 17 метри. Иконостасот во храмот е составен од 2 иконостаси. Тие се иконостасите донесени од Трново и Магарево.
бидејќи црквата во Трново и Магарево била разрушена, црквите во Првата светска војна, и затоа иконостасите се донесени овде, и од нив двата е составен еден иконостас, бидејќи оваа црква немала резбан иконостас, но сега со својата величина овој иконостас представува многу убаво дело. Иконите на иконостасот се направени од повеќе мајстори, по старите икони, а додека пак во 1945 година Битолскиот Еснав собира средства и сакал на иконостасот да постави нови икони, и затоа го избира битолскиот иконописец со руско потекло Иван Мелников и него го задолжуваат за да ги направи овие икони што сега се наоѓаат на иконостасот. Што се однесува пак до обновата на овој храм, во 2008 година, со благослов на надлежниот епархијски архиереј митрополитот Преспанско-Пелагониски, господин Петар, почнува темелната обнова на овој храм, која трае 4 или 5 години. Имено храмот е потполно реновиран, откриен е во внатрешноста до самите зидови, потоа е подготвен за фреско живопис и е направен фреско живопис комплетно на целиот внатрешност во храмот. Исто така обновен е и покривот на храмот, направен е сосема нов, додека пак фреско живописот, кој е направен од зографите Тони и Васе од Струга, предизвикува едно воодушевување, затоа што истиот е направен според сите канонски прописи и правила, така да е поделен на 3 зони. Во првата зона се господовите празници, во втората зона е акатистот на Мајката Божја, кој започнува од Светиот олтар и кружно завршува исто така во Светиот олтар, кој е реткост да еден акатист на Мајката Божја биде представен како втора зона во храмот. А во третата зона се насликани во целата своја големина фрески на светители, кои исто така се многу значајни во православната црква. Во Втората светска војна животот во Македонија црковен и литургиски не е на некое ниво заради тогашниот атеистички, комунистички режим што владел. Било забрането да се оди во црквите, да се градат претежно цркви и многу малку цркви се изградени некаде во оваа епархија, околу 20 цркви до некаде нашето поставување за надлежен архиереј на оваа епархија. Но од 1981 година па наваму во епархијата се изградени некаде повеќе од 100 цркви кои се осветени, а моментално имаме повеќе од 60 цркви кои се подготвени или се подготвуваат за осветување и повеќе од 400 разни други објекти црковни, како што се конаци, куќи, згради црковни и некаде околу 40 параклиси. Тоа се мали црквички, но во кои може да се богослужи, како и околу 10 крстови во целата епархија. Во епархијата е развиен исто така литургискиот живот, имено скоро во сите градски цркви ние имаме постојани богослужби, во секој ден, утренски, вечерни и според празниците што следуваат во големите пости, во Жикниот, Великденскиот, исто така постот на Свети апостол Петар и Павли и Богородичниот пост, по служби кои се додатно се извршуваат во текот на постите. Битно е да се нагласи тоа дека е развиен и животот на нашето мисионерско делување, не само во оваа епархија, туку и во соседна Албанија, односно Преспа од Албанија, Мала Преспа, каде што таму имаме
osveteno i izgradeno okolo 8 crkvi i jedan manastir. Među drugo, to je bitno da se kaže i za to дека во ова епархија има издавачка дејност. Покрај календарчето се издаваат и книги црковни со богослужбена исто така употреба, а тоа се скоро сите богослужбени книги, освен оние што Светиот Синод ги издал, а тоа се 2 книги што ги издал Светиот Синод. Тоа е служебникот и требникот. Останатите книги се издадени од нашата епархија, заедно со Старинско-новозеландската епархија и црквата Света Петка во Мил Парк. Мислам дека животот црковен во епархијата доживува една ренесанса во денешно време. Имаме преку 60 свештеници парокиски, до 13 свештеници се пензионирани и така натаму. Администрација имаме во епархијата развиена и така натаму, и може да се каже словно дека црковниот живот во епархијата во овие последни 35 години е во нагорна линија, со тенденција да не видиме со тоа задоволни, туку уште повеќе тоа да го шириме, а во тој дух е и веронауката што ја правиме во црквите наши, во епархијата, односно во местата определени за веронаука. Зборниот храм на Преспанско-Пелагониската епархија посветен е светиот великомаченик Димитри Солунски и тој е сместен во централното градско подрачје на градот Битола од десната страна на реката Драгор. Во минатото тука поминувал стариот римски пат Вија Игнација и тука се наоѓало и древно епископско седиште. Денешниот храм има древна историја со далечни почетоци, за што сведочат некои од сочуваните делови од постари градби вградени во зидовите на самата црква. Во периодот помеѓу 1727 и 1797 година битолските христијани со митрополитот Јоасав се зафатиле околу обновувањето на нивниот мал параклис Свети Димитрий. Во овој период за битолскиот храм се изработени владички трон, целивална и аналој. Во 1830 година, поради новонастанатите политичко-стопански и урбани промени во градот, христијанското население бара обновување на параклисот Свети Димитрий во црковното мало. Бидејќи бројот на христијанското население во градот значително се зголемил, се појавила потребата да се прошири оштетениот параклис во поголема црква. Организирањето на изградбата на црквата започнало во летото 1830 година и со поддршка на сите еснафи и православните христијани црквата била покриена до почетокот на зимата. Црквата представува тробродна базилика обиколена со простран трем над кој се надоврзуваат горните галерии. Таа е со монументални димензии: 32,5 метри должина, 33,5 метри ширина и висина од 13,5 метри. На источната страна корабите завршуваат со полукружни апсиди, од кои централната е најширока. Таа е посветена на патронот светиот великомаченик Димитри Мироточив Солунски, додека јужната е посветена на светото благовештение, а северната апсида му припаѓа на светиот Николај. На катовите има параклиси, од кои северниот е посветен на светиот Јован Богослов, а јужниот на светото Преображение Христово. Во 1936 година изградена е и нова камбанарија на западната страна, според проектот на белградскиот архитект Александар Дероко и градежниот инженер Константин Макаренко од Битола. За камбанаријата беа набавени и неколку големи камбани кои биле излиени во леарницата на Квирин Лебиш во Загреб. Иконостасот има 21,5 метри во ширина и 8 метри во висина. 12 престолни икони се одделени помеѓу себе со столпчиња
чии изрезбани цилиндрични тела се обвиени со испреплетени растенија, со човечки фигури на светители и разни хералдички животински мотиви. Горната половина на иконостасот содржи 36 икони со сцени од животот и страданијата Христови, како и со мотиви од богородичните празници. Низ црквата има една голема збирка на икони, живописани во неколку различни периоди, наменети за два различни иконостаси, врз кои што работеле повеќе мајстори. Во просториите на храмот е сочуване на ретка престолна икона, која е посветена на Богородица Ватопецка, како седи на престолот со младенецот Исус во рацете. Од обете нејзини страни и се поклонуваат фигурите на Свет Јован Крстител и дарителот на иконата унгаро-влашкиот војвода Јован Радул IV, кој владел помеѓу 1496 и 1508 година. На крајот треба да се спомене дека во соборната црква Свети Великомаченик Димитри е содржана скоро целата историја на средновековната и современа Битола. Постоел во времето на епископскиот византиски град, во османлискиот период бил седиште на владиката, а во 19. век бил преизграден во монументална црква. Посетуван од владетели, кралеви и принцови, тој ги преживеал бројните оружени судари настани. Овој храм е духовен заштитник низ вековите, но и црковен споменик кој ги пребродил бројните војни катастрофи. Денес овој храм е духовно светилиште и споменик на историското и културното наследство на градот Битола, кој со благословот на високопросвещениот митрополит Петар тежне да ја достигне својата првобитна убавина. Долги години граѓаните на Битола чувствуваа потреба од изградба на своевиден храм Божји, посветен на
некој светител или светителка од нашиот македонски род, па така со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Петар, во 2011 година се започна со изградба на храмот посветен на светата великомаченичка Злата Мегленска, која, како што спомнав, од нашиот македонски род, родом од Слатина, Мегленско, егејскиот дел на Македонија. Црквата се наоѓа во населбата, така наречена Шералти, приградската битолска населба, и е со помал размер од двата главни храма Свети Великомаченик Димитрий и Света и Пресвета Богородица. Таа црква се градеше од 2011 година и се заврши и нејзиното осветување беше во септември 2014 година. Карактеристично за овој храм е тоа што има иконостас од мермер, комплетно од мермер, кој го изработуваа прилепски мајстори. Исто така, црквата е целосно живописана од мајстор од Кратово и таму е насликано комплетно житието или живописот на светата великомаченичка Злата Мегленска, нејзиниот живот, како и нејзината маченичка смрт. Црквата се користи како параклис кој е обслужуван од свештениците на храмот Пресвета Богородица. Сакаме и ги повикуваме сите верници што се крстени во нашата света православна црква да земат редовно учество на светите литургии, за да можат, под редовно учество на светите литургии се подразбира барем во неделите да бидат присутни и да учествуваат на светата Евхаристија, бидејќи само на тој начин му благодариме на Бога за се она што го прави за нас, а исто така на таа света божествена литургија ќе можат да ги споделат грижите што ги имат секојдневно, бидејќи, како што велат и светите оци, сите оние што учествуваат на светите божествени литургии, луѓето што земат учество имаат помалку стресови,
од оние што не се активни на светите божествени литургии. Во нашиот храм Рождество на Пресвета Богородица пред само еден месец митрополитот господин Петар благослови да биде донесена иконата на Мајката Божја, која е и чудотворна икона, која на чудесен начин е вратена после 20 години, била земена на несвојствен начин и после 20 години е вратена и е донесена и дадена на митрополитот, кој ја донесе во овој храм и ја поставивме како централно, на незиното централно место, за да можат сите верници да се помолат на Мајката Божја, а таа како закрилница на целиот човечки род да ги има нивните молитви пред себе и да ги принесе на незиниот син, нашиот Спасител, второто лице на светата едносушна неразделна Тројца, Господ Исус Христос. Нашата тенденција е во овие години од управувањето на оваа епархија да водиме строго сметка за архитектурата црковна во нашата епархија, именно да видат црквите градени во стилот што е препознатлив за Македонската православна црква, не само почнувајќи од ранохристијанскиот, туку и од средновековниот период, каде што има прекрасни богословски содржини во архитектурата, врз база на што понатаму продолжуваме и со изведба на црковната уметност, а тоа се фреските и иконите во црквите наши. Па, кога веќе зборуваме за архитектурата црковна и за црковната уметност, сакаме да нагласиме дека во тој дух е направен и проектот за градба на црквата собор на сите македонски светители, која е прва црква во македонската црква што е осветена во темелите како црква на сите светители кои живееле и твореле во Македонија, не само на овој дел, на делот на Република, туку и во останатите делови на Македонија, Гејскиот дел, Пиринскиот и деловите под Албанија, под Косово, Србија и така натаму. Во тој дух исто така се трудиме да се изведуваат и фреските, односно живописот црковен, и тоа да биде враќање на исконскиот, на стариот, особено средновековниот фреско живопис или живопис во нашите цркви, а исто така и иконите да бидат од тој период, бидејќи се тие оригинални во однос на застапеноста на теологијата во иконаката на православната црква. Сакаме да нагласиме исто така дека некои веќе од тие цркви кои се помали како се за Злата Мегленска, потоа еве црквите што сега се во градба Свети Атанаси и црквата Света Лидија во Битола, и тие се трудиме да бидат оригинално онака како што е застапена и архитектурата и црковната уметност во црквите. Сакаме да посочиме и дека во управувањето, раководењето со тие цркви, тоа го земаме како обврска колку е можно во сите населени места во градовите и во населбите, па и во селата да се обноват, особено таму каде што немало цркви, како што е случајот со ставање на камен темелник за градба на нова црква Свети Кирил и Методи во Демирхисар. Веќе 4 цркви се осветени нови, односно изградени во Прилеп. Ни престои градба на нова црква во центарот на Битола, имено тоа би било во спомен на патронот Битолски, Свети Нектари Битолски, кој е и од негуван токму, како што и во Тропарот се вели дека Битола го воспитала него. Тој е од периодот на доаѓањето на Отоманската империја на овие простори и Свети Нектари Битолски, кој е признат светител од сета православна црква, кој го заврши животот во Кареја, каде што има и негов таму исто
izgraden конак, односно црквичка на Свети Нектари, и исто така сакаме да нагласиме дека целта на нашето во денешно време уредување и украсување на црквите треба да биде комплетно онака како што било во ранохристијанскиот период, прво а подоцна и во средниот период, особено во последните години од нашето управување, она што е застапено со иконостаси од дрво и враќање на оригиналните иконостаси од ранохристијанскиот период, пак со резба или копаница како во дрво, така и во мермер, во оние цркви на кои им доликува или одговара според архитектурата да бидат со мермерни иконостаси, за разлика во оние каде што се застапени иконостасите на мијачките и другите мајстори кои работеле во резба, односно копаница. He